Разговараме во продолжение со Никола Анчевски, тој е амбасадор на женско предприемништво. Разговараме за новиот проект кој што привлекува се повеќе жени предприемачи. Станува збор за националната платформа за женско предприемништво. Добро утро. Добро утро на вас и на сите гледачи на македонската телевизија. Благодарам. Никола, она што радува и е прво прашање во кое што сакам да направиме вовете, дека се повеќе жени се охрабруваат да влезат во предприемништвото, да основаат своји бизниси. Ајде малку повеќе за тоа, за делот на поддршката советодавна која што вие ја давате. Така, накратко, како што кажавте, доаѓам од проектот Национална платформа за женско предприемништво и јас сум амбасадор на Скопскиот регион. Проектот започна со имплементација уште во 2019 година и е поддржан, мислам, и е во соработка со Сдруженијето на бизнис жени, Фондацијата Мир и Сојузот на стопански комори на Македонија. Како што рековте, овој проект е од особена важност на младите жени предприемачки кои што сакаат да оформат еден свој собствен бизнис и преку самиот овој проект имаат можност на едно место да се информираат и да добијат помош и советодавна, па сега и финансиска помош каде што ќе можат да формираат еден свој бизнис како што го замислиле тие самите. Се охрабруваат, така? Да, влегуваат и формираат свој бизнис. Колку потоа обстојуваат? Па каков е начинот потоа на водење? Со оглед на тоа што проектот обстојува од 2019 година, нормално е дека ние како проект ги пратиме и тие успешни приказни од самиот зачеток на бизнисот па се до едно издигнување и полетување на тој бизнис. Има многу успешни приказни, мора да се пофалиме со тоа и за тоа се доказ бизнисиве кои што се отворени ширум нашата држава. Бидејќи проектот не е застапен само тука во Скопскиот регион, јас сум само за Скопскиот регион амбасадор, но овој проект е застапен низ цела Македонија, поготово и во руралните средини. За нив засебно ќе зборуваме. Добро, во која, да речем, во која област најмногу инвестираат жените? Па жените најмногу инвестираат, еве сега да речеме, во салоните за убавина, во некој тој дел каде што претпоставам дека се чувствуваат и комфорно. Па добро, нормално, да, угостителскиот сектор. Да, во угостителскиот сектор, но секако дека има и од економски аспект, и од правен аспект, разни. Добро. Ајде малце фокус на руралната жена. Некако повеќе и во изминатиот период и со проекти, и со советодавни пред се обуки и ги охрабривме се повеќе да се вклучат. Ако во соседството руралната економија е она која што на вистина многу напредува, кај нас некако полека, но се чини дека има некој позитивен инпут. Сега, колку жените се вклучуваат, почнуваат рурални бизниси, колку потоа им треба ваша поддршка и што им треба најмногу? Така. Морам да напоменам дека низ годиниве наназад нормално дека е променета таа слика, бидејќи во руралните средини е подигната свеста за ете. Тоа го заклучивме. Да. И сега за понатаму за обстојувањето. Што им треба најмногу? Дали им треба советодавна од вас, советодавна услуга, или им треба маркетинг повеќе, можност за промоција, да се слушне повеќе за нив, или им требаат обуки во делот на финансиска обука, начин на функционирање на бизнисот. Сите три ставки се многу важни и од маркетиншки аспект и од советодавен аспект и нормално тие обуки каде што ќе се обучат жените точно како и на кој начин да вложуваат во својот собствен бизнис, за да може да има една непречена функција тој сам бизнис и каде што ќе знаат како најрационално и на што правилно треба да се искористат средствата. Добро, за руралните кои што се, да речеме, брзо растечки, но ги има помалку. Така. Има заинтересираност поголема и од помладите? Да, па и поголема е заинтересираност. Обично за повозрастни жени. Да, пошто многу од луѓето нели излегуваат од руралните средини и доаѓаат во поголемите градови, но има заинтересираност и од страна на младите, а тоа го докажа и присуството на млади жени кои што сакаат да бидат предприемачки на овој самит кој што се одржа минатиот месец тука во Скопје. Сега го финализирате проектот Национална платформа тоа е во завршна фаза. Завршна фаза за женско предприемништво, што како заклучок
Како заклучок, овој проект се гордее на успешните бизниси кои што се формирани, кои што ги пратиме низ целиот овој процес. Не завршува оваа помош за жените тука, Сдруженијето на бизнис жени е секогаш овде каде што ќе можат младите предприемачки кои што ги бараат овие информации да се обратат и да добијат се што е потребно. Каде да ве побараат? Како да ве побараат? Слободно на платформите на Facebook, Instagram, сите социјални медиуми. Национална платформа за женско предприемништво и преку самиот сајт има линкови каде што ќе ги поврзат со. Ќе ги поврзат со вас. Што им треба за да дојдат и вие да им помогнете да почнат собствен бизнис? Што им треба? Им треба бизнис идеја или треба да дојдат и да кажат јас сакам да се пробам во поинаков еден за мене не толку комфорен да речам поинаков свет. Сакам да основам свој бизнис и немам бизнис идеја. Го возможувате и тоа? Да, може и двете опции, секако дека сме тука да подпомогнеме и за таа бизнис идеја. Важна е желбата што ја има. Добро. И тука сме ние, нели, како организација да им помогнеме да оформиме идеи и да им помогнеме да ги остварат. Да, и понатаму да ги следите. И да ги пратиме, во процесот, да. Никола, благодарам. Ви благодарам многу на овозможеното време и сакам да се заблагодарам на сите мои соработници од проектот и ги поздравувам. Така и се надеваме на успешни приказни повеќе. Следен пат, ајде се надеваме дека и со некоја успешна приказна ќе ни дојдеш, па... Да, и јас се надевам дека ќе дојдеме и за некои други проекти во овој домен и за многу поуспешни приказни. Од и успешните приказни се оние кои што даваат повеќе желба, мотив да се вклучите во некоја област.